Вие го следите новото издание на подкастот со Ана на ти денеска. Во студиото имаме една гостинка која што за прв пат е во студиото во Слободен печат. На мене е исклучително задоволство затоа што пред се сакам да разговарам со актери, меѓутоа со оваа актерка која што денеска ни е гостинка, посебно сакам. Зошто? Затоа што се работи за македонска актерка со меѓународна кариера, актерка која што ја познавате и од театарот, и од филмот, и од телевизијата. Многу сакана помеѓу децата, уште еден плюс, значи Слагена Вујошевиќ или позната меѓу дечињата како хероината од анимираната серија Светот на Биби. Добре дојде во Слободен печат. Убава најава, фала ти многу, Ана. Многу убаво се чувствувам во твоето студио. Драго ми е што одвои време меѓу твојот зафатен распоред периодов да си поразговараме и од еден друг аспект се надевам да те прикажеме на нашите гледачи да видат кој стои зад Биби. Слагена е многу повеќе од Биби. Слагена е актерка која што во досегашната своја кариера се докажала во многу различни улоги, баш различни една од друга. Она што малку го разговаравме и пред да почне снимањето, инаку вработена во турскиот театар, докторираше во Турција, значи го зборуваш и турскиот јазик и македонски и кој друг, мислам дека и на француски нешто имаш. Имам награда за најдобар француски изговор во средно, меѓутоа за жал сега со турскиот малку го занемари францускиот. Так. Англиски, добро си да знаеме. Секако. Меѓутоа, за 7 години да го научиш турскиот јазик до толку добро да можеш да застанеш на сцена и да толкуваш улоги на турски јазик е навистина за браво. Да. Мислам дека кога нешто многу сакаш, мене тоа ми се докаже со јазикот. Дури и кога нешто многу не сакаш, него кога ќе се посветиш, бидејќи јас не важев никогаш за личност која што многу и одат јазици. Значи не се чувствував дека имам некоја природна дарба или наклонетост кон јазиците. Едноставно љубовта кон актерството ми овозможи да направам се што е возможно да си ги надминам и сите тие работи кои што не сум ги сакала толку, за да можам да ги направам добро, односно да можам да бидам добра актерка на друг јазик, со владав јазик. Да. Добро, како се случи всушност да отидеш во Турција? Како? Да. Од каде таа идеја и како стигна до реализација? Јас ова неколку пати сум го споменала, многу сакав откако ќе ги завршам додипломските студии да продолжам некаде надвор. Значи имав таква желба, таков афинитет. Пробував да наоѓам разноразни начини, разни земји каде би можела да успеам во тоа. Меѓутоа стипендијата која што ја доделуваше турската влада во тоа време, мислам дека се уште е активна таа стипендија, ми овозможи да немам никакви финансиски трошкови. Нешто кое што на пример моето семејство на пример ќе беше голем терет ако јас отидев во Лондон, што ми беше едно од замислите. Така што таа стипендија ми покри буквално се и ме охрабри, морам да кажам. Значи ме охрабри дека добро, одам сега во странство, ќе учам друг јазик. Таа стипендија го покриваше една цела година да се изучи јазикот. Јас сум таква што не дозволив директно да отидам со непознат јазик, почнав тука да го изучувам во културниот центар Юнус Емре. И сум многу благодарна затоа што таму стекнав една основа и една сигурност во јазикот за да можам да се охрабрам да заминам во Истанбул. И со тоа познавање на јазикот, некои 8 месеци го изучував тука, потоа заминав во Истанбул. Таму го доучив со стипендијата и се запишав со Б ниво на познавање на јазикот на мастер студии. Сега веќе кога почнав да студирам, веќе јазикот стана средство, не беше фокус, туку беше средство. И кога е средство, гледаш тоа средство да функционира најдобро што може, за да можеш ти да си оствариш главната цел. Така што секое слободно време го искористив за да го усовршувам јазикот, затоа што ние сите многу добро знаеме дека и во Македонија некојаш само дијалектот може да представува проблем за актерот. Да, како не. Кога станува збор за друг јазик, тоа значи совладување на други дијалекти, тоа е веќе нивоа и слоеви на многу работа на себе. Тоа е фасцинантно, мислам. Прво, одлуката да се преселиш
на толку години во земја во која што ти е непозната, да го зборуваш и да учиш на тој јазик е храбар чекор, а не па да се дрзнеш да го направиш сето тоа и да се вложиш толку многу работа на себе. Тука многу игра улога родителите играат, главна улога. Значи таа поддршка која што јас имав од моите родители е незаменлива, мислам. И покрај тоа што многу од нивното обкружување беше кај ја праќате во Истанбул, во Турција, тогаш имаше напади терористички, значи постојано имало немири, некои, меѓутоа моите рекле тоа е нејзиниот сон. Исто голема предност имав што имав и роднини таму, бидејќи јас од страната на дедо ми сум турчинка, значи таткото на мајка ми е турчин. Така што имав и од таму некоја закрила. Меѓутоа, од друга страна па гледав и многу да не се потпирам на тоа, на таа символична штака. Сакав сама да го дам патот. Така што мислам дека таа поддршка од родителите, таа моја желба да растам си направи еден убав пакет. И ето го реализира сонот, да. Ајде малку ќе се така ни тргна некако муабетот за ова. Меѓутоа сакам да се вратиме малку поназад, значи на твоите почетоци, односно на што е она што најрано се сеќаваш на твоето детство и какви се сликите кога се навраќаш на сеќавањето на своето дете? Имаш убави такви идилични слики за детството? Каде растеше? Прво ми се враќа Треска, кампот Треска. Јас сум израсната на Треска. Ние секое лето, мислам, само што завршуваше школската година, се додека не почне школската година, ние одевме на камп, имавме приколка. Таму научив да пливам, таму научив да играм серва, таму научив да играм баскет, таму научив се, значи... Беше темпераментно дете? Многу, мајка ми би рекла ризично дете. Ева, имам и последици, имам дупната глава, имам изгребана нога. Меѓутоа, аз не знам, многу убаво растевме на Треска. Значи, ние први растевме во една мешана култура. Таму има албанци, има турци, има бошњаци, има срби. Во тој дел од Скопје живееше? Не, јас живеев во аеродром, меѓутоа имавме прикалка на Треска и секое лето го поминувавме таму. И некако таа мешавина, таа мултикултуралност што ја има во Сарај и од кога ќе влезеш во Сарај до Треска и Матка, мислам дека богатството на Македонија. И јас имав среќа тоа да го искусам од 4 годишна возраст. Значи, ние сите растевме заедно. И тоа е навистина нешто кое што мене ми има обликувано како личност. Значи, јас сум денес тоа што сум, благодарение на сите тие луѓе и култури што сме били измешани и сме растеле од најмала возраст заедно. И сум многу благодарна за тоа што мене Треска, кампот, ми овозможил едно такво детство. За жал, денес Треска кампот не постои. Не постои ништо. Денеска не знам ни што ќе биде во иднина. Јас искрено се надевам дека ќе се промени тоа, дека набрзо ќе се врати кампот, дека повторно ќе биде камп, дека повторно ќе има луѓе кои што деца кои што ќе научат таму да пливаат, ќе ги научат првите игри, затоа што тоа беше едно такво како скришно мало катче кое што беше магично. И денес кога ќе сретнам луѓе, ќе ми рече, ајде текнува на Треска, леле, да, кој игравме, значи тоа се спомени кои што не се забораваат. И е богатство. Така што така мина моето детство, мислам, да, бев многу ризично дете, многу сакав да се качувам на дрва, бев цела со смола излепена. Точно знаевме кои дрва се добри за качување, кои се несигурни, ама тие беа попривлечни. И така. И добро, растеш и доаѓа моментот кога веројатно треба да се одлучиш што сакам да бидам во животот. Кои беа првите желби? Што прво сакаш да бидеш? Woman MBA. Да, пријател на моите родители беше тренер, кошаркарски тренер во студент клубот. Заедно со супругата Велика го водеа клубот и
Моите некако ме охрабруваа да пробувам се. Значи, Да. буквално имав можност да ги пробам скоро сите спортови. Да. Заедно со мојата другарка Илина од детството, ние буквално ги пробувавме сите можни спортови, скијање, пинг-понг, тенис. Што пробуваше она, сакав и јас да пробувам. И потоа некако завршивме двете на кошарка и тоа почнавме сериозно да се занимаваме, да. Таа малце посериозно од мене, јас некако сакав се наеднаш. Одев и на латино танци, одев и потоа ми се роди љубовта кон драмската уметност благодарение на драмското студио и тука некако почна да се диференцира тоа, полека да се издвојува. Ама да, значи, како мала сакав да бидам се. Јас се сеќавам пак ја споменам Милина, ние многу си игравме детективки, имавме досиеа, досиеа за секоја симпатија. Што сака како мој милен клуб. И тоа беше така да едно време многу сакав да бидам детективка. Да. Така што имав многу разни желби и мислам дека всушност зошто се избрав за глумава, затоа што со глумава можам да бидам се. Да, тоа ќе кажав истражувачкото во тебе, онака да откриваш нови работи во секој еден лик, во секој една нова драма, ново сценарио што го добиваш, можеш да истражуваш и да откриваш нови светови. Се бидам и докторка, дедо ми беше доктор, па едно време сакав да бидам докторка, па ги собрав неговите шишанца, па рецепти пишував, па се потпишував, па печати. Така што не знам, мислам веројатно секој дете проаѓа низ такви фази. Убавината е што пак ќе ги споменам родителите мои кои што ми овозможувале да ги ајде добро, пробај го тоа подлабоко, ајде, види, испитај, види каде ќе се пронајдеш. И на крај се пронајдов најмногу во детското драмско студио при Македонската радио телевизија, кај Софија Гугова-Верчаковска и потоа се изродија сите тие проекти кои што уште повеќе ме заразија. Еве, баш неодамна се сретнавме со екипата на Умни глави, детската серија, да. Па си евоциравме спомени, така што да, многу убав период ми е тоа од животот. И доаѓаат средношколските денови, тоа се денови веројатно она што ги викаат најлудите години. Се сеќаваш на тие години каква средношколка беше? Беше екстроверт, сакаше да се дружиш многу. Имаше глупости праење? Помалку. Да, секако, сигурно. Да. Мислам како секој млад човек, да. Меѓутоа во тој период јас веќе бев додлабоко навлезена во детското драмско студио и од таму веќе и предов во Македонската ТВ редакција и почнав да водам Звон, почнав да водам детска Евровизија и знам дека многу често и тоа го користав за некои од часовите, па и повлекував соученици да бидат гости во емисијата. Просвета наставнички. Меѓутоа да, многу бев екстроверт. Мислам, ете, уште во средно сакав да бидам пред камера, сакав да се експонирам. Знам дека бев во билингвалната паралелка, па подготвувавме и театарски представи на француски јазик, всушност и од таму ми е и наградата за најдобар француски изговор. Да? Да. Ние подготвувавме представи на француски јазик, тоа беше како проект, како франкофонски театар, фестивал, на кој што сите средни училишта кои што имаат билингвални паралелки, ги представуваа своите театарски представи. И баш 2 години поред добивав награда за најдобар француски изговор. Во тие моменти јас само гучев на памет јазикот. Да. Јас не разбирав многу, не можев да зборувам многу, да комуницирам. Граматика знам за да го положам тестот и да го научам текстот на памет. Меѓутоа се испостави дека имам некаков слух, па јас всушност го имитирам говорот. Некоја музикалност чудна, јазична. Тоа се со актерството, со таа дарба. Да, со имитација и на тој начин некако добивав такви награди кои што не ги разбирав дека ги добивам. Се сеќавам дека мајка ми па одлично го владее францускиот јазик, ќе ми удри, ајде стани да си земеш награда. А ја не сум ни разбрала дека земам награда. Ама да, така. И потоа средното ми е така, исполнето со пријателства кои што и денеска ми се многу драги. Да? Многу со буквално целиот клас. Скоро ние се уште комуницираме и се гледаме и се собираме, некои од тие ми се и се уште најдраги пријатели. Да.
кога сме кај пријателствата, си отворена за нови пријателства, сакаш да запознаваш луѓе, да се зближуваш со луѓето, затоа што не сите луѓе се отворени за нови. Некогаш, знаеш, си прават свој некој затворен, бабл, некој затворен круг на луѓе и тука има најсигурно и не би да многу го шират. Не знам, јас верувам дека многу се менувам со текот на годините. Јас сакам да се менувам, сакам да растам и тоа прави да нели да надраснеме некакви ситуации и состојби, но и да пораснеме доволно за да се отвориме кон некои нови работи, нови луѓе. Така што имам баш од последниве неколку години имам пријателства кои што мене многу ми допринесуваат до тоа каква личност сум денес и многу ме хранат и емотивно и психички, ментално, прават да растам и сум многу благодарна за тие луѓе и тоа сакам да верувам дека е заради благодарение на тоа што сум била отворена да ги прифатам. Така што па тие ме научиле да сум отворена и кон други луѓе, дури и да не ми се пријатели. Јас сакам и учам како да се отворам кон сите луѓе. Значи, дури оние кои што сме сосема различни или и дури имаме можда и некакви предрасуди, најчесто ми се кршат предрасудите кога ќе се отворам. Јас кога ќе се отворам кон другиот. Така што мислам дека тоа е многу важно. Да се отвориме кон другите. Да, и да ги ако можеме да ги рушиме тие стереотипи, тие предрасуди кои што веројатно и ти се соочувала со многу. Кои се најголемите стереотипи со кои што тебе те врзувале? Јас ќе кажев некои предрасуди кои што јас ги имам забележано кај себе. Ајде и тоа баш. Тоа е нешто кое што мене ми беше големо откровение. Јас, кој што споменав, сум внука на турчин. И јас мислев дека сум и растена сум во Сарај и мислев дека сум комплетно растеретена од сите предрасуди кон религијата, кон етничката припадност и слично. Меѓутоа кога почнав да живеам во Истанбул, во еден од студентските домови ми се падна цимерка муслиманка која што е покриена. И јас сега можам тоа отворено да го кажам во тој момент и сега ми е срам што го кажувам тоа, меѓутоа тоа е факт. Мене првата мисла која што ми погледа, што ќе правиме муабет ние со девојчево? Предрасуда. Која што јас во тој момент не ја доживеав како предрасуда, затоа што јас сум јас немам бекграунд за да имам предрасуди, јас сум внука на муслиман. Ама мене првата мисла која што ми приледа беше таа што ќе разговараме, ние сме толку различни. Амина, мојата цимерка од Босна, е извонредна личност. Е толку она е помлада од мене. Меѓутоа во тој момент беше на додипломски студии за биохемија. Јас толку многу работи научив од Амина, што мене сватев колку јас сум покриена. Колку јас имам предрасуди. И ние имавме толку убави разговори и за религија, и за сексуални ориентации, за сите можни теми кои што јас мислев дека со личност која што е покриена, нема да можам да ги разговарам. А всушност сватев дека тука ево проблемот е во мене. И така што ние сватев колку е она отворена и откриена и колку е приступачна и колку е лесно да се комуницира со секој доколку си дозволиме ние да бидеме отворени и приступачни. Колку ствари нас не затвораат по суштина предрасудите. Предрасудите нас не затвараат, а не другата личност, а нас ни изгледа дека другата личност е недостапна. Така што мене ми беше тоа еден голем шамар. Јас ден денес си комуницирам со Амина и ми е многу драга пријателка. Толку сме блиски што јас можев да го кажам ова. И така што мене ми беше тоа една голема лекција во животот и сум многу благодарна што ми се случи Амина во животот. Да, како не и такво едно освестување кое што понатаму веројатно пак ќе ти ги отвори онака перспективите за сите други луѓе кои што ги сретнуваш и да најдеш разбирање за сите и за тетката на каса кога не е расположена. Да, буквално така. Да. Сега, ај за предрасудите кои што тебе те ставале во некаква рамка и тебе те етикетирале.
Не знам дали сум била, или сега во моментов не ми текнува, не знам дали сум била жртва на некаква предрасуда. Сум била сведок на други луѓе како ги имаат тие предрасуди, меѓутоа не сум се почувствувала. Или пак не сум ги ни забележувала, да. Веројатно не работите се зезате тоа, што е тоа вие таму. На тоа. Такви некои. Таква предрасуда. Да, имаше предрасуда, да, кога се запишува. Сите се нели порочни, сите таму пијат, се дрогираат, наркоманија, пијаници. Тука дефинитивно го има тоа. Или пак промискуитетни актерките. Да, тоа се согласувам, тоа е многу честа појава. Со тоа што не сум го земала многу блиску до мене, не сум си го лепела, не сум го земала како простим, не знаат што прават. Добро. Да, нели некако така. Да, тоа е. Меѓутоа така сум го доживувала како и ги разбирам, затоа што сигурно од страна изгледа поинаку од внатре. Ова ги разбирам. Да. Меѓутоа, да, кога се запишав на ФДУ, знам дека многу често на моите им коментира Леля, она е скроз одлична, зошто на ФДУ? Да, значи, она има и награди, и скроз одлична е, и сите се, значи, зошто на ФДУ? Ето е предрасуда уште една. Што е предрасуда, дека таму одат луѓе кои што не учат и не читаат. Да. За да јас... Ама ета, па можеби па таа предрасуда, можеби несвесно толку влегла кај мене, несвесно пак ќе кажам, што мене ме натерала да докторирам. Да. Да се изборам за, нели, тоа, да ја скршам таа предрасуда кај луѓето. Така што да, дефинитивно има такви предрасуди. Има предрасуди нормално и за голотијата, која што ја бара нашата професија. Баш го преслушав интервјуто, сам разговорот со Сара и многу ми се допадна тоа што таа го вели во твојот подкаст. Нашето тело е инструмент. Така. Значи, ние така го гледаме нашето тело. Да, дома е нешто друго, во приватниот живот е нешто друго, меѓутоа јас сум платното на кое што треба да се бои. Да. Јас треба да се исчистам од сите мои приватни проблеми, приватни стравови, желби и убави работи, негативни, за да можам да ги пласирам, да се подготвам за ликот кој што го креирам. И во тој случај, тоа е моето тело, некогаш ќе биде во костим од барок, некогаш ќе биде голо, затоа што тоа го бара ликот. Да. И тоа е нешто кое што ние актерите си го разбираме и нас ни е многу нормално и затоа разбирам дека на другите не име. И јасно ми е. И знам дека најчесто тие коментари се и од најдобра намера. Значи, за да ме заштитат, за да ме внимавај, да не се пази, бидејќи има и такви. Има и актерки кои што ги користат некои работи за нешто друго. Има и како што сме луѓе и луѓе. Да, има и актерки кои што и пијат и се дрогираат. Го има и тоа, но тоа не е заради професијата. Тоа е заради личноста која што стои зад професијата. Така што тоа се разграничувани, мислам треба да ги разграничуваме. Имаме и ние доктори за кои што изгледа еден куп скандали, но тоа не значи дека докторите сите се такви. Или дека професијата е порочна. Да, меѓутоа е закачена таква етикета на тие некои професии. Тоа е како и со религијата, како и со етничките припадности. Ние сме растени во многу предрасуди на ова поднебје. Нас не е многу тешко, мене ми е тешко да си ги забележам сите предрасуди кои што јас ги имам. Сметајќи дека немам предрасуди. Ама добро, таа самосвесност и таа себе анализа е многу добро и тоа треба да биде пример за сите луѓе. Да може човек да се, ајде нека не копа по себе. Затоа што тоа некогаш знае да извади работи кои што не се драги баш. Меѓутоа, погледни се од страна, види колку си коректен со другиот, колку повредуваш. И дали ти на крајот на денот тебе би ти било убаво некој така да те доживе или да има таква перцепција за тебе. Така што тоа се супер теми и супер што ги отвараш и супер што ете си размислувал и ги менуваш тие работи кај себе, со тоа бивајќи добар пример за другите кои што. Ајде малку за твоето искуство и твоето доживување во однос на различноста помеѓу театарот, филмот и телевизијата.
па и во гласовното надсинхронизирање на ликови? Многу се различни. Секој медиум бара различна предсе подготовка од секој актер. Јас се уште не мислам дека сум многу подеднакво подготвена за секој медиум. Нормално искуството во театар ми е многу подолго и поголемо и побогато, да речеме. Она кое што го имам пред камера е поскромно, а она што го бара театарот за разлика од она што го бара камерата се диаметрално различни работи. Можеби подготовката на лик е иста, меѓутоа пласманот на тој лик е многу различен. Јас најпросто кажам, сум премногу експресивна личност и многу често тоа на камера треба да се смири, треба да се минимизира. Меѓутоа затоа па има многу школи, има многу работилници, има многу обуки кои што овозможуваат актерот да ги изучува сите тие техники и правци кои што му помагаат да се прилагоди на различни медиуми. Јас не верувам во тоа дека еден актер е добар само за нешто, за едно нешто. Јас мислам дека секој може да биде секој човек може да биде добар во тоа што сака да го прави. Многу добар доколку се вложи и работи на себе и се надоградува. Јас мислам дека талентот и природната дарба се само 10%. Се друго е работа на себе, обкружување на себе со луѓе кои што те потхрануваат, ти помагаат, те критикуваат продуктивно, конструктивно и ти овозможуваат да растеш. Така што тоа е моето искуство лично. Јас никош не сум се сметала себе си и не сум важела за некоја, не знам, екстремно талентирана, не сум се издвојувала во мојата класа. Ние сме имале многу талентирани имиња во мојата класа. И така што сметам дека работата на себе е клучна. Многу е важно да се работи. Да се работи на себе и тогаш нема граници, нема препреки. Имаш само решенија. Ајде, кога веќе зборуваме за работата на себе и актерите, кои што веројатно дел од процесот на создавање на еден лик е и работа на себе, е и она што малку пред разговорот го продискутиравме, веројатно откривање на некои ментални состојби, периоди, животни ситуации кои што можеби и не сакаш да ги извадиш, меѓутоа ќе мораш заради некоја улога за да се потсетиш како тој лик како се чувствува, да пробаш да се ставиш на негово место. Колку ќе се сложиш дека не секој актер може да се носи со тоа и дека можеби заради тоа многу од актерите имаат проблеми можеби и со менталното здравје? Да. Сметам дека првен е тоа клучно. Клучно е актерот да биде здрав и стабилен. Во спротивно, сметам дека е еднократна употреба. Мислам, многу грубо звучи ова, меѓутоа ние сме сведоци на многу актери и во Македонија и надвор од неа, каде што имаме брилјантни улоги од кои што актерите не успеале да излезат. Значи заглавуваат во таа ментална состојба која што ја бара ликот, тоа брилјантно изгледа како уметничко дело, но што прави подоа актерот со себе, со околината, и најчесто знаеме па и дека трагично завршува целата таа приказна. Така што јас сметам дека е многу важно да се посветува многу внимание на тоа и тоа сметам дека не треба да го прави само актерот. Клучно треба пред се да го прави актерот сам за себе, меѓутоа и сама целата околина, значи почнувајќи од режисер, целата екипа. Мислам дека тоа е многу важно. Баш сега гледав режисерката на Хамлет, не знам дали го гледаше, тоа е нов филм номиниран за Оскар, базиран по Шекспировиот Хамлет. Режисерката многу често, бидејќи има многу емотивни сцени, каде што ликот губи дете, состојби кои што самата актерка можеби и не ги доживеала, мислам дека и не ги доживеала, тој го споделува. Не ја знае личната болка, меѓутоа мора да влезе во тие травматски состојби. И баш споделуваа многу искуства од филмот како за време на снимањето целата екипа имала буквално танц преку кој што се чистат од тие трагични состојби во кои што влегуваат актерите, ама зад кога влегуваат актерите, влегуваат
целата екипа влегува затоа што ти го сведочиш тоа. Камерманот го сведочи тоа, треба гулови преку камерата. Тонецот го сведочи тоа, шминката го сведочи тоа. Тоа се една трауматска атмосфера која што се создава на сетот. Можеби некој од шминка го доживеал тоа. И самото сведочење на една таква сцена кај него буди трауматска состојба. Сега тука режисерката нашла еден многу убав систем во кој што она после секоја трауматска сцена ги чисти, целата екипа танцува и се чисти од таа енергија. И сметам дека тоа е една многу здрава навика која што мислам дека треба да биде дел од секојдневието, треба да биде дел од театарските процеси, треба да биде дел од телевизиските процеси, доколку имаат такви сцени, треба да биде дел од филмските процеси. И при тоа нормално имаме различни актерски техники кои што бараат од актерот некои од актерските техники кои што ние сме ги изучували на факултет, барале емотивно памтење, барале од мене да се потсетам на такви травматски состојби од минатото, но за жал не сум знаела често како што да правам после. Јас ќе ја направам улогата, ќе го добијам аплаузот и сега што? Јас си одам дома со некоја грудка во градите и не знам што да правам со таа грудка. Аплаузот не може секогаш да ја уништи таа грудка, да ја раствори. Јас морам да најдам начин како да се исчистам од тоа, за да го надраснам, за да можам да се посветам на другиот лик. Така. Кој што може од мене ќе бара па среќа или ќе бара друг тип на болка. И мене имав среќа во моево патување како актер да налетам на една техника која што пак ми овозможи да влегувам во такви состојби без при тоа да се себе повредувам. Ета така да го наречам, тоа е Михаил Чехов техниката, која што ме научи да станам многу свесна за сопственото тело, него да го ставам во различни состојби и од таму да се буди емоцијата, а не од менталното сеќавање, не од умот, туку од телото. И тоа па ми овозможи на некој начин да се исцелувам, значи низ ликовите да проаѓам низ некои состојби кои што тоест не јас да проаѓам низ состојбите, него тие да проаѓаат низ мене, а јас да бидам каналот низ кој што се раскажуваат приказните. И ми се смени комплетно пристапот кон мојата професија. Значи, сватев дека не сум јас таа во преден план, не се моите трауми, моите приказни, туку јас сум само една цевка, еден канал, низ кој што минуваат приказните кои што се насекаде околу нас. Не морам јас претходно да сум ги доживеала. Јас, ако сум доволно отворена, ќе можам да ја раскажам приказната на тој од публиката што ме погледнува во очи. И неговата приказна ќе излезе само медиум. Како медиум. Да. И тоа имам еден пример кој што можам да го раскажам, мене ми е многу жив и свеж. Имавме една представа која што ја игравме подготвено, која што беше непосредно многу блиска со публиката. Ние и готвевме и служевме храна. Представата е во режија на Дејан Спасовиќ, играат Билјана Драгичевиќ Пројковска и Нина Илзесер. И сите три играме всушност една иста жена на различни возрасти. Публиката е буквално тука, ние и готвиме, ја служиме вино. И на една од изведбите имаше една девојка која што јас служам вода на самиот почеток и имам буквално поглед со секој од гледачите додека им давам вода. Низ тој поглед нешто се случи, како целата неизина тага на таа жена спроти мене да влезе во мене. И целата представа доби сосема поинаква насока. Само тој поглед. Само еден поглед. Леле, браво. Една тага, ама не можам да ви објаснам каква тага. И јас многу сум благодарна на Михаил Чехов техниката, затоа што јас препознав дека таа тага не е моја, дека таа е на гледачот, меѓутоа дека јас сум тука да ја пречекам, да видам што ќе се случи со неизе и низ ликот кој што го имам да видиме каде ќе не однесе. И представата отиде во многу интересна насока, се случија многу нови работи. Таква и представата трпи, бидејќи тоа е повеќе не е театарска представа, повеќе е перформанс, што бара еден поинаков пристап. Кога заврши представата, гледачката дојде и ми се заблагодари да ми каже дека многу е сега убаво. Леле, колку убаво. И
Мене ми беше тешко тој ден, затоа што јас ја имав се уште тагата, меѓутоа преку разни техники се исчистив. Меѓутоа сватив една нова моќ на театарот. Една моќ на актерот. Една исцелувачка моќ на изведбата. Тоа тоа е како терапија, буквално како терапија, да. Со тоа што во една друга изведба пак имаше мислам таа представа ја издвојувам затоа што е буквално таква. Значи баш е една во тој непосреден контакт со публиката ние си ги разменуваме енергиите. Немам јас конкретен лик. Јас ликот го градам од сите кои што се во моментот тука, затоа и секоја изведба е различна. Сами е криво дека не сме гледам. Да, се надевам можеби ќе играме повторно. На една од изведбите имаше едно парче од представата што е за неверството. Мене како тема неверството не ми е некоја многу блиска тема. Меѓутоа и секогаш така некако низ хумор го вадев тој дел, некако низ некако полесно. Меѓутоа, на една од изведбите имаше многу парови. И кога дојде темата со неверството, во мене се создаде некаков гнев и болка, која што јас не можев да ја објаснам. Само ја забележав и го испукав тој монолог како никогаш до тогаш. Значи, тоа беше нешто неверојатно. Не знам, како зламјава, како Кога заврши представата, 90% од жените ми придоа да ми кажат дека биле изневерени. Гледај, таа енергија од нив. И сега тоа е нешто кое што јас не можам да го знам. Јас не можам само да го почувствувам. Како можам да го почувствувам? Ако сум исчистена од све што е мое. И тоа е нешто кое што е многу интересно и мене многу ме возбудува во нашата професија. Нешто кое што навистина го осознав како моќ на актерот благодарение на Михаил Чехов техниката. Да, и тоа да си отворен за енергијата на публиката која што при тоа не ти кажува јас бев изневерена. Не доаѓа со тоа. Не доаѓа со тоа. Тоа доаѓа отпосле. Тоа доаѓа веројатно тоа е нешто кое што сакаш и да го сокриеш, не е нешто кое што сакаш да го кажеш. Колку интересно, браво. Да. И сега ти си тренер на оваа техника. Да. И имаш можност и како да кажам, и благословена си за тоа да ја пренесеш некому. Има ли кому да се пренесе тоа? Има. И многу сум среќна што е тоа така. Јас веќе, значи, јас ја изучував оваа техника од 2018 година во Михаил Чехов Европа организацијата. Паралелно со тоа што ја изучувам како актер, значи ја изучувам за овие алатки да ги користам како актер, почна да ме обучуваат да бидам и тренер. И тоа беше многу интересно патување за мене, затоа што поминав низ сито и решето за да бидам тренер, бидејќи се европјаните се многу строги и многу темелни. Мене тоа и ме возбудува. Јас сакам да е нешто темелно, детално, убаво, од сите аспекти, не сакам ништо како што велат мачката со опашката, или се нафаќам до крај или не. Значи докторирана. Да. Така што многу ми овозможи да пораснам, значи да созреам како личност, би рекла, и сите тие контакти со сите професори што ми беа и тоа се професионални актери и режисери. Така што во еден стадиум почнав ме покани и да предавам. Во 2024 го имав првиот тренинг во Хамбург, а сега го носиме Михаил Чехов Европа во тренингот во Македонија за прв пат. Од 26 февруари до 1 март ќе биде првата работилница, прв официјален модул на Михаил Чехов Европа. Имаме веќе пријавени, доаѓа еден од основачите на Михаил Чехов Европа, Сузана Николич, која што ќе го држи, заедно со мене ќе го држиме тренингот, така што има интерес, има љубопитност кон оваа техника, особено затоа што па и не се изучува на овие простори, е новитет, во светот е многу распространета, во Америка многу ја користат низ Европа, во Азија
често многу ја користат, затоа што има и многу тој источен шмек самата техника со енергија, има многу јога и многу медитација во нејзи, има многу свесност за телото, за дишењето, сите вежби се поврзани со тоа всушност. И од таму потекнува, од таму е зародишот на ликот всушност. Одлично и ќе биде убаво да колку може повеќе актери, колеги, колешки, небитно да го искусат и да се запознаат со таа техника, бидејќи навистина вака мене како гледач ми е интересна, не по таа страна да навлезеш во тоа. И сега ајде малку за турскиот театар и за предизвикот и различното доживување и процес на создавање на улога на нешто што не ти е мајчин јазик. Колку е поразлично, колку е дале потешко, сигурно е потешко, бидејќи знаеш, едно е на кој јазик зборуваме, друго е на кој јазик размислуваме и сонуваме. Да. Така да веројатно ти сонуваш на македонски. Да, сега за жал пак сонувам на македонски. Додека живеев во Истанбул, сонував на турски. Вистина? Да, и мисловниот процес ми беше на турски. Нели она мисловен процес како сега што ќе кажам, како ќе кажам, значи тоа ми беше се на турски и тоа ми беше многу поголема, олеснителна околност, бидејќи си таму обкружен си со турци постојано го говориш јазикот. И сега тука сум вработена во турски театар, меѓутоа сите знаат македонски. Да. Многу често и си го користат скопскиот турски, што мене ми е исклучително тежок. Да, различен, значи, тој е како дијалект. Да, баш е, ама многу е забавен. Така што многу сега ми е би рекла потешко малку, бидејќи треба да се прешалтам, народски кажано, да преминам од македонски во турски во изведбата. Најверојатно и акцентот ми е малку променет. Додека бев во Истанбул, да, сигурно беше по-чист. Меѓутоа, целиот овој процес на работа на друг јазик, мене ми е преточен пак во труд, магистерскиот труд. Бубалица. Ти си бубалица. Само ако не ги скршив до сега сите предразуди дека глумците не се со сите петки, на. Глумица нова бубалица. предрасуда. Да. Сите се со сите петки. Да. И така што таму истражував многу и ги собирав искуства на други актери, затоа што пред се тоа мене ми беше од корист, така и ја преточив во книга, го преточив во книга тоа, затоа што мене ми беше, јас се справував со нов предизвик. Јас се сеќам кога прв пат требаше да градам лик на турски јазик, тоа беше на часовите за мастер студии. Ја играв Бланш од Трамвајот наречен Желба. Јас буквално морав зборче по зборче некои да ги преведувам, не знам што значат. Имав 3 верзии, американска, турска и македонска пред мене, па споредував, па српската е подобар превод, па чекај. Па и сега тука бубалицата работела. Да. Ама тоа мене ми откри всушност не знаеш колку многу слоеви на ликот. Да. Значи сваќам дека ликот пред се американец. Значи така, Бланш, Тенеси Вилиамс, американски текст, американска култура. Ама тоа треба го играм на турски. И јас буквално ама српски кога го читам многу убаво звучи. И јас си крадев од сите текстови по нешто и на крај излезе многу откачена Бланш. Нешто кое што веројатно да беше на мојата комфорт зона, на мојот јазик, никош немаше да ми текне, чекај ќе го прочитам сега и на американски како звучи на ова, но не, ќе си го изчитав текстот, сега зборувам тогаш кога бев студент, тазе дипломирана, не размислував како сега дека сакам се да истражам детално и слично. Тогаш тоа мене ми отвори едни многу нови насоки и тоа што у суштина го осознав при градењето на друг јазик лик, го применувам и сега кога играм на мајчин јазик, затоа што тогаш многу повеќе си фокусиран на партнерот. Јас ги студирав репликите на партнерот, затоа што јас морам да разберам што зборува партнерот. А во комоцијата на македонски кога си играме, многу често ми се случува и да не го ни слушнам партнерот, само го чекам шлагвортот и да фрлам реплика, што не влегува во еден механизам, во едно автоматско реагирање, без лабочина. А тука се соочуваш на репликите, на детално текстот, се темелно се истражува ликот. И е повторно едно богатство кое што е незаменливо. Да. И сега, вака ми е интересно кога те слушам и ми текнува
Да те прашам, имаш некои скриени таленти за кои што не знае јавноста? Знам дека пееш, затоа што пееш и на глумците пеат, сме те слушале, знам дека и тоа талентче си го имаш и навистина добро оди. Меѓутоа некои други, ќе ми кажеш нешто и за тоа искуство со пењето. Некои други таленти, не знам, црташ, везеш, не знам, нешто такво. Везам, не, за жал. Не, немам, за жал немам време, многу сакам фотографија, значи многу си фотографирам, тоа ми е страст. Сакам да танцувам, не знам дали имам некој природен талент, никогаш не сум се бавела со тоа, така, сме се бавеле на факултетот за драмски уметности, сме играле, меѓутоа немам средно музичко, балетско, немам такви, освен тие неколку часа по латино танци и танго во Турција одев на танго часови. Ама тоа е така како хоби. Не знам да свирам инструмент, многу сакав да научам усна хармоника и експериментирав. За жал немав време да се посветам на тоа. Ама има една страст што ја имам, тоа е нуркањето. Да? Да, и многу сакам да нуркам. И тоа ми е нешто кое што ми се допаѓа, па што им толку многу далеко од глумата, што некогаш ми е како една и оддишка од професијата. И ми е многу како медитативен процес, бидејќи кога нуркаш не можеш да мислиш на многу други работи, освен на тоа регулаторот каде е боцата, колку има кислород и рибките и толку. Каде си нуркала вака? Во Црвено море, бевме и во Шарм ел Шејк и во Дахаб неколку пати, а сега тази сум вратена од Австралија, така да и на Great Barrier Reef нуркавме, тоа ни беше сон. Всушност, со сопругот научивме да нуркаме за да можеме да идеме да ги видиме коралите што се за жал на изумирање. Така што нуркавме и со ајкули, и со жилки, огромни, и многу беше убаво. Добро, во тие моменти, кога се соочуваш со природата во незината, онака баш исконска форма, какво е чувството? Има страв? Јас мислев дека ќе има многу страв и дека ќе има многу адреналин. И сега, јас она што подразбирам под адреналин е една еуфорија мене што ме пука, што сум ја имала кога сум летала со параглайдер, кога сме, што правевме, летавме исто со цесна авионче. Значи, тоа е некако, се што е адреналинско. Ама во нуркањето некако мора да го најдеш мирот. Затоа што секој забрзано дишење тебе ти гоускратува времето поминато под вода. Така што тоа е, нели, пошто си на боца, на кислород, кој што е лимитиран, така што мораш да најдеш начин како да го смириш дишењето и затоа викам дека мене ми е многу медитативна состојба. Си го слушаш само своето дишење и си обкружен со преубава природа, со преубави рибки, кон кои што јас ми се буди еден посебен респект, една посебна почит, затоа што сум свесна дека јас не е ова мојот природен хабитат, туку јас сум им нив дома. И тоа ме прави некако многу поинаква личност, не знам како да објаснам, како посебна љубов кон природата, како и се чувствуваш како да си сплотен, како да си едно со нејзе. Така што тоа е една активност која што не знам сега дали е тоа некаков талент природен или не, ама добра страст, љубов, многу голема љубов од која што ја гаиме веќе 2-3 години. Така што ми е многу драга активност. Па добро, ако тогаш некако си успеала да го надвладееш или дури да не се појави стравот, има ли нешто што те плаши? Имаш ли стравови? Имам. Загуба на најблиски. Тоа ми е најголемиот страв и ми се чини дека и најголема блокада. Мислам дека колку и да звучи сурово, мислам дека треба и тоа да се надмине. Дека тоа е повторно уште еден леер на его состојбата кој што мора да се надмине. Мене ми е многу тешко, ама треба да се надмине. Никого не поседуваме, никој нас не поседува и слично. Си имала загуба таква? Па да. Така што тоа е еден страв кој што
кој што знае да прави блокади во животот многу. Да не дури да не спречува да го поминуваме времето со тие кои што ги сакаме, нели, затоа што леле мога да не кратко да не да прави некакви чудни мисловни процеси кои што не саботираат. Ама ти верувам и на тоа си работиш. Работам. Да се работи. Работам. Имам и луѓе кои што многу помагаат во тоа. Да. Така што тоа е многу битно. Го спомена сопругот. Ајде малку за љубовта. Јас избегнувам многу да го откривам приватниот живот. Не мора приватно, твоето Да. видување, твоето поимање на љубовта, што за тебе значи љубовта. Колку тебе те движи, колку тебе ти е нешто кое што ти е неопходно за живот. Да. Имам извонреден сопруг, сега морам тоа да го кажам. Не, имам стварно крај себе имам среќа да имам прекрасен човек пред се. Човек со кој што многу секојдневно растам, од кој што секојдневно учам. И она што најмногу го сакам во нашиот однос е тоа дека ние си дозволуваме да се променуваме заедно. И тоа е богатство за мене. Тоа е неизмерно богатство, не знам како да го наречам. И неизмерен извор, нешто сам тој ми е изворот кој што се хранам за да можам се друго што правам да правам. И сум многу благодарна што го имам во животот. Да, љубовта е тема која што секогаш е актуелна, меѓутоа за кое што во денешно време е врзана е тоа дека луѓето се помалку веруваат дека постои љубов и дека се тоа некои пресметливи односи кои што се однапред осудени на пропаст, што е тажно. Многу е тажно тоа. Мене ми е многу жал да што некои луѓе тоа така го доживуваат. И верувам дека минатите искуства го направиле тоа, како мислење го создале. И затоа пак ја речам, јас сум многу благодарна што мене не ми прелетала таква мисла. Јас сум благодарна и за претходните односи, за претходните врски и благодарна сум што имам човек сега крај себе со кој што можам да зборувам за убавите работи од претходните врски, за тоа што можело да биде подобро, па тој да ги сподели неговите искуства, па тука како да најдеме во заедничкиот однос. И мислам дека тоа е многу битно. Многу е битно да јас не затварам врата на луѓе. Значи не сум таков човек, не сакам да затварам врата на луѓе. И сите луѓе кои што биле дел од мојот живот ми биле драги. Од нив сум научила нешто и сум пораснала. Сигурно многу сум повредила. Сум била во некои моменти и јас повредена. Меѓутоа не знам како да објаснам, секогаш имало зошто. Секогаш имало причина, секогаш имало зошто некако сме се разишле со некои луѓе, сме се разишле партнерски, но сме се пронашле пријателски, сме се пронашле и кога зборуваме за љубов, јас сам како романтична љубов или не зборувам, дури не со мојот партнер, јас не зборувам за романтичната љубов, тоа е нешто кое што трае одреден период, она што е длабоко и суштински комуникацијата, разговорите, заедничкото растење, тоа го имаме кај пријателите, тоа го имаме кај луѓето од професијата, кај родителите пред се. Така што убаво. Многу убаво. Љубов. Нема поубаво, нели? Мислам, зборуваме за она љубов која што не е врзана кон нешто конкретно, туку нешто кое што значи љубов, дури љубовта кон нуркањето. Се што ти прави да се чувствуваш убаво, тоа е љубов, таа струи тука меѓу сите нас. Има ли некои работи кои што не зборувам сега за партнерски однос, зборувам општо вака помеѓу луѓето. Има ли некои работи кои што не би можела да ги простиш? Дали се општествени, дали се лични, дали се некои работи преку кој би рекла преку ова не можам да поминам. Јас би сакала да бидам личност која што може да помине преку се. И дека некои работи не се за преминување. Пред се не знам дали има такви. Се уште не сум доживеала такво нешто преку кое што не можам да поминам. Не сакам да размислувам за фиктивни состојби и хипотетички ситуации, затоа што јас не знам, можам да речам дека нема шанси да простам
тоа и тоа, а можеби ќе простам. Да. И можеби обратно. Ќе речам дека јас можам се да простам, ама кога ќе се најдам во дадената ситуација, јас не знам која слагена ќе биде таму и во каков ментален склоп ќе бидам, кои ќе бидат моите емотивни турбулентни состојби. Меѓутоа сум гледала многу, гледав на времето Опра и гледав личности кои што простуваат на вистина брутални ситуации, на луѓе кои што не знам, група на луѓе ги силувале децата, мажот го убиле, она преживеала, отишла и му простила. Која е таа ментална сила и состојба да ја надминеш таа ситуација? Јас се восхитувам на тие луѓе. Јас не мислам дека не го сакала, не ги сакала децата. Не, напротив, она ја надраснала состојбата. Според мене. И јас би сакала натака да се стремам со надеж дека никош нема такво нешто да доживеам. Меѓутоа би сакала да јас верувам дека сите постапки и најбруталните и најтешките потекнуваат од болка, потекнуваат од длабока тага и нерасчистени работи и најчесто лошо детство, лоша околина. Имаше една мисла што многу кружеше за некое афричко племе, кога некој од племето ќе направи нешто многу лошо, ќе го повреди некој, сите се собираат околу него и му кажуваат убави работи, ги потенцираат неговите добри страни. И тоа е начинот на кој што тоа племе се справува со негативните испади во тоа племе. Јасно. И тоа е нешто кое што на таа личност, која што направила злодело, реално најмногу и треба. И треба. Како вели Ајнштајн, злото е недостаток на љубов. Така што темницата е недостаток на светлина. Така што ние, ако го докусуриме тој човек, ние ништо не сме постигнале. Ние сме само дале некаков пример дека лошото се казнува, ама како да не се создава. Каде да го најдеме коренот како се создало злото и да го спречиме да ги знаеме дека последицата ќе биде затвор, ќе биде линч, ќе биде што и да е. Ама како да не се создава зло? И мене тоа ми е поголем интерес и затоа веројатно и натака се насочувам кон разбирање, да се најде коренот на проблемот, а не да се решат само последиците. Тоа е веројатно некој личносен аспект кога ги гледаш грешките и оние работи кои што не се добри, да не ги наречеме грешки, да не звучи грубо, на луѓето како поединци, меѓутоа општествените состојби, тука мора да постои. Се разбира. Одговорност тука мора да постои, нешто кое што ќе значи не, од тука понатаму не можат. Но затоа и општеството мора да постави услови за да се создаваат добри луѓе. Така е. Сега прашањето е дали ние сме во општество во кое што се создаваат добри луѓе, што се создава системот, какви луѓе продуцира. Как од најмалар возраст, како растеме, какви содржини ни се пласираат, какви обкружувања имаме, како сме во училиште, секој степен, затоа јас пак ќе кажам, секој човек што бил дел од мојот живот допринел да бидам ваква личност. Сите тие луѓе допринеле. Јас сум плод на нешто. Некој друг е плод на нешто друго. И тоа е нешто кое што мораме да го земеме во предвид, затоа што тоа е само крајниот резултат, ама како стигнало до таму. Така, ама тоа како да сме влезени во некој луп. Да, и ние само казнуваме. И линчуваме. Да, и веројатно ги лечиме само симптомите, а не болест. Точно. И ние јас превенираме, не дозволуваме тоа да се спречи да се повтори. Одлично. Не спомнавме ништо за твојата прва главна улога, а веќе осигурам дека некој ќе дојде и ќе не направи. Некој ќе вака. Ајде уште кратко ќе споменеме за бизнисот на задоволството. Тоа беше твојата прва главна улога на филм за која што добивте и награди и нешто на крај за светот на Биби.
мора за сите оние кои што те познаваат по тоа. Бизнисот на задоволството ми е особено драг проект, особено затоа што е со Гоце Цветановски и со целата таа екипа која што ја работевме. Пак ја кажам, повторно бевме мешана екипа и самата приказна работи многу против предрасудите. Некако така ми се местат сите проекти во последниот период и многу се радувам што е така. Дали јас ги избирам, ги привлекувам или мене ме бираат заради тоа, не знам, меѓутоа е супер. Така што ми е особено драг проект. Секој член на екипата работеше многу макотрпно, иако бевме во екот на пандемијата. Со сите рестрикции, многу се чувавме и се пазевме едни со други. Првенчение и на мене и на Гоце, и двајцата си кажуваме, сигурно можеше да биде многу подобро и ќе биде со текот на времето, меѓутоа многу научив од овој проект, многу научив за игра пред камера, за однос со екипа. Да, имам минато искуство со турските серии, но филмскиот сет е нешто сосема поинако. Повторно ќе кажам, нов медиум. Главната улога е нешто исто сосема поинако, бара поинаква дисциплина, која што сметам дека сега многу поинако би пришла со повеќе искуство. Се надевам дека почесто ќе се снимаат филмови во Македонија, за да ние актерите имаме можност тоа што ќе го научиме во еден филм да го примениме веднаш во следниот, да не чекаме години да поминат и со театарска игра која што пак не прави многу експресивна. Нели буквално е тоа. Многу ми е драг проектот, многу супер награди зема, супер се прошета низ цел свет. Одличен фидбек добивме и од македонската публика и од новинарската фела, затоа што буквално главниот лик е и новинарка, истражувачко новинарство. Мене беше предизвик да играм еден ваков лик кој што е бескрупулозен за мисијата да ја оствари. Малку поразличен од мене, па не малку, многу поразличен. Така што одлично искуство. Прекрасно. И на крајот што ќе ги споменаме оние најмалите фанови кои што најмногу ти се радуваат, ама кога ќе ти го чујат гласот. Светот на Биби. 80 милиони прегледи. Да, и сега нешто добивме некоја награда за не знам колку следбеници на YouTube. YouTube даде Silver, такво, како се викаат тие, не знам. Плакетите, Да, и многу се радувам. Мислам, проектот на вистина многу убаво се развива. Многу е првен со благородна мисија. Затоа и мислам дека така трае и е толку препознаен од секаде, буквално од цел свет. Сега е преведен на неколку јазици. Фасцинантно ми е дека во Австралија, во Мелбурн, во Националната библиотека беа изложени книги на Биби. Да. Тоа е тоа. Да, и во македонските училишта многу често ги пуштаат цртаните, ја учат азбуката децата со Биби, што е навистина фасцинантно. Многу е важно да се прават многу вакви проекти кои што ги негуваат правите вредности. Така е. И семејни, и воспитни, и предучилишна возраст, и училишна возраст, буквално ги опфаќа корените. И мислам дека на некој начин работи на ова предмалку што го зборевме, ги превенира проблемите. Значи, како проект обработува епизоди исказни на Биби во кои што гледаме булинг, гледаме предрасуди и ги отвара тие теми уште од најмала возраст и гледа нивната хероина Биби како се справува со тие негативни состојби и како ги сече во корен. Така што тоа, мислам дека тоа е начинот на кој што едно општество може да ги превенира проблемите. Одлично. Да ги постави основите, да ги постави цврсти, темелни, чисти и од таму да извира љубовта, а не злото. Така, ти си направил еден чекор во таа борба и ти благодарам за тоа. Ти благодарам за се што придонесуваш за културата кај нас и тоа што си омилен лик не само на децата, него и на другите, на сите генерации, веројатно. Баш ми е драго. Ти посакам многу успех понатаму, знам дека ќе биде. Бубалица си. Нема да се откажеш никогаш од своите цели идеи. Дечки, фала ви на вниманието. Ние се гледаме, веќе знаете, секој петок YouTube каналот на Слободен печат, следите со Ана на ти. До следно гледање, чао.